размери. Што ќе значи триумфалната капија во Скопје ако не остварување или нешто слично како потребата на Хитлер со својот архитект Шпер да изгради нов и поубав и поголем Берлин од било кој град во Европа. Ние практично покажуваме едно скороевичство, покажуваме еден комплекс од се она што ни се случува и неможност да се прилагодиме на 21. век, односно на тие интегративни процеси кон Европа, свртувајќи се кон копирање, ефтино копирање на споменици кои што 90% од нив постојат на некое друго место и само се прецртани. Затоа велам дека се сомневам колкава е вистинската вредност на тој проект. Ќе го потсетам после земјотресот во Скопје. Генералниот план на Скопје е направен нормално низ призма на партијата која што била единствена на власт, меѓутоа во соработка со Обединетите нации. Значи планот е цртан и финансиран од Обединетите нации. Денеска Скопје ќе го менјава својот лик. Ние не знаеме кој е архитектот, кој е идејниот творец на тој архитект, колку ќе чини тој проект, поединечно која зграда колку ќе чини, ако се 80 милиони, дајте да видиме колку чини. И можно ли до 2014 година да се изгради? Или тоа е планирано од 2014 па натаму? Тоа е надвор од памет, но ќе ве потсетам само дека театарот почна да се гради и се спомена, односно се објави цифрата од 6 милиони евра. После година дена, а пред година дена од сега, се спомена цифрата од 16 милиони евра. Јас не сум убеден дека ќе биде по 26 милиони евра само тој театар. А во центарот на Скопје има 12 згради. Знаеме дека милиони се даваат само за спомениците. Колку ќе чини се тоа, македонскиот народ има право да знае. Кумановската јавност има право да знае зошто некоја од тие згради не е сместена во Куманово. Зошто не е реновирано нешто во Куманово? Зошто еден огромен такви прашања имаш и од други зошто нема споменик во градови, Куманово? Зошто нема споменик во Берово? Луѓето живеат во мизерија, социјалните структури живеат се полошо, социјалната помош доцни, помошта за родилките доцни, деца ни се раѓаат во мизерија, децата ни учат во мизерија, компјутерите не можат да се уклучат затоа што школите прокиснуваат, немаат соодветна струја, надошле води однесоа пола градови во Македонија. Ние зборуваме за еден концепт на триумфална капија. Каде тоа сака да триумфира Груевски е време што треба да се го постават сите македонски граѓани и да си дадат сами за себе одговор. Јас би сакал во овој контекст исто само уште малку нешто да дополнам. Може. Дека во време на оваа светска криза секоја сериозна влада си става приоритети, прави стратегија како да се помогне во оваа криза. Мислам дека приоритет 2014 е последен кој би требало да биде. Ние во Куманово имаме една груба слика пред очи, за жал. Ги гледаме стечајците дека неколку месеци штрекуваат. Никој од владеечката структура не најде место и доблест да излезе со луѓето да преговара. Само значи да излезе и да преговара. Не реков да го решат во момент прашањето. Господинот Бошковски и јас неколку пати ги посетувавме. Тоа е на жалост и страшна слика. Мислам дека приоритети би требало да видат тие. Или еден од приоритетите. Проект 2014 би требало да биде многу подоцна. Јас исто може би не сте имале прилика да ме прочитате, инаку пишувам колумни во Време. Од друга страна, тоа е последниот месец, имам 4-5 колумни. Нели Време па важи како главен опозицијски весник, така што тоа е договор кој каде ќе се распореди. Меѓутоа, утрешната моја колумна, односно задутре, во сабота викенд издание, баш се однесува на проектот Скопје 2010-2014. И тука јас предвидувам многу поголема цифра од Филип. Предвидувам дека ќе чини не 200 милиони, тука пута 5 од тоа, затоа што бев инспириран од емисијата на А2 телевизија во која учествуваше и поранешниот градоначалник Трифун Костовски, кој рече дека можеби објектите, мада и тоа е спорно, ќе коштаат 200 милиони. Меѓутоа, за секој објект треба подземни работи да се извршат. Треба канализација да се спроведе, струја, вода, телефон, треба паркинзи, треба патишта, дали сите тие се на плоштад, треба да прилази да имаат и многу други работи да се направат придружни кои коштаат многу скапо, а знаеме дека само проекцијата за црквата
е 18 милиони евра, кој е најевтин објект од сите тие објекти. Што се однесува до исто така имам друга поента во колумната. Значи, ако земеме во Република Македонија, цела Република Македонија, вклучително и Куманово, добро знаеме дека околу 70% од територијата нема патишта по приградски и селски населби и нема канализација, што е срамота за една држава. Ние имаме објекти во барок стил во Франција и во Германија. Меѓутоа нема ни едно село што нема пат и канализација. А ние, да речеме, ако го земеме само Скопје, истата е состојба и во градот Скопје. Бидејќи сведоци сме дека пред 2 недели штрајкуваа луѓето од Визбегово поради немање на пат и канализација, а се прават од центар такви објекти. Значи, не само Визбегово, туку и другите населби во Скопје, во метрополата немаат пат и канализација. Тука ни станува јасно што значи овој проект. Значи, да не довршам, тоа ми беше поентата. Каков е концептот или решението на вашата партија во врска со преговорите за името на нашата држава? И ќе успееме ли, односно ќе успее ли оваа влада овој проблем да го реши за време на шпанското претседателство? Ние имаме концепт кој што е запишан во програмската платформа и тој е многу јасен, бидејќи ова е прашање од највисок државен приоритет, но и од сериозен политички интензитет. Значи, било која влада или политичка структура која што би го земала само на себе да го реши, може многу лесно да пропадне. Може да ја доведе и државата во сериозна криза. Може да настанат политички потреси кои што не би ги издржале и сериозни политички кариери. И ќе подсетиме на 2001 година. Кога беше во 2001 година јасно дека ако не се соберат сите партии да се превенира војна од поширок размер, за кој што проект застана и американците, односно европјаните или меѓународната заедница, свативме дека практично мора на исти начин да се постапи ако се сака решавање на името, односно по ова прашање. Партиите во Македонија мора да седнат на маса и да се договорат што е позицијата на Македонија. Ние 4 години владење на Груевски не знаеме која е позицијата на Македонија. Цело време го слушаме како портпарол на Грчкото Министерство за надворешни работи, ни ги пренесува нивните ставови. Ние сакаме да знаеме која е позицијата на Македонија. Ако тој не знае, тогаш му предлагаме да ја изгради заедно со сите партии, за да нема некој што победил или за да нема губитници. Ова е сериозно прашање кое што не е еквивалентно ниту на ДПМН, ниту на Груевски, ниту на СДСМ, ниту на Црвенковски. Ова е еквивалентно и значајно на сите политички партии, но односно на сите граѓани на Република Македонија. Затоа усогласена национална позиција која што вели ќе јадеме корења и 50 години ќе бидеме во изолација, но сите партии ќе се потпишеме за тоа, може да биде позиција легитимна за Македонија. Или ќе прифатиме нешто од пакетите, но сите партии и никој нема да се удира во гради дека е патриот и заедно ќе ја тргаме маката, исто така е легитимна позиција. Во тој случај, господине Даштевски, нема референдум. Видите, не би имало потреба, да, доколку сите се сложат. Да. Јас сакам да се надоврзам прво на прашањето. Значи, исто така сметам дека ние сега не преговараме. Од аспект на Република Македонија зборувам, затоа што за да се преговара, исто го напишав тоа во една од колумните, че мора да постои експертски тим. Тоа се експерти од областа на меѓународно право, кои прво ќе ги истражат сите прашања до сега каде е стигната Република Македонија. Значи, дали е преговарано за идентитетот, дали е преговарано за јазикот, дали е само предмет за на преговори. И кој е резултатот тука? Ние не, значи тоа треба да го направат експерти, бидејќи други луѓе не го разбираат тоа. Тие експерти треба да бидат платени да делуваат во Обединените нации, во сите сегменти до сега на преговорите, да направат еден пресек до каде сме стигнати и од аспект исто така на меѓународно право да ни советуваат кои се нашите можности, до каде ние можеме да идеме и врз основа на тие нивни согледувања да се постави една црвена линија во Република Македонија, до каде ние нема да отстапиме од таа црвена линија. И дури тогаш ние можеме да зборуваме